Ово утро го најавуваме шестиот поред концерт од големиот концертен караван насловен Македонија во срцете носиме. Вечерва Тетово и тетовчани и сите од околината и сите вие кои што имате можност да отидете во Тетово со почеток во 20 часот на градскиот плоштад ќе имате можност да уживате во прекрасната македонска музика. За тоа што се ќе имате можност да слушнете вечерва во Тетово, но и како поминува караванот Македонија во срцете носиме. Ова утро разговараме со нашата македонска извонредна пејачка Зујца Лазова. Зујце, најпрво ќе посакам добро и убаво утро. Добро утро и поздрав до сите кои што се дружат со нас ова прекрасно утро. Зујца, вечерва пеете во Тетово, па што прават музичарите, артистите утрото пред големиот концерт? Па еве, за другите не знам што прават, меѓутоа Зујца се дружи веднаш после овој разговор, продолжува на дружба со своите ученици, токму овде позади нас, во ДМБ Илија Николовски Луј, мојата матична куќа, во која што сум изминатите 25 години. Значи забавно ќе ви помине утрото пред концертот? Секако со децата, со учениците, секогаш е забавно. Зујца, шести концерт вечерва ве очекува од големиот концертен караван Македонија во срцете носиме. Како сте задоволни, како помина изминатите 5 концерти? Се потврди тезата дека на народот му требаше вакво нешто. Ги надмина дури сите најголеми очекувања што сме ги имале. Ако Штип, мојот роден град, како прв, можам да кажам, не изненади позитивно. Само можевме да посакаме така да поминува цел овој концертен караван досега. Благодарам на Штипјани, благодарам на Битолчани, на Прилепчани, Велешани и последниот кој што беше во Кочани. А сега, затоа ќе ги повикаме и тетовчани вечерва заедно да се дружиме и да ги испееме едни од најубавите македонски патриотски песни. Екипата која што е задолжена за нивната добра забава е навистина ветувачка, така што дојдете заедно да пееме и да се забавуваме. Што ќе може да очекуваат, да слушнат и да видат вечерва тетовчани сите оние кои што ќе бидат на градскиот плоштад во Тетово во 20 часот? Така. Значи, кажа веќе екипата е прекрасна, од најмлади и да не речам кој што сега чекорат кон ова звездено естрадно небо македонско, до оние најискусните, значи од Мина и Марија до Сузана Спасовска и Наум Петрески, измеѓу некаде Зујца, Бојана, Тара, Огнен, Ламбе, како беше другите, Андријана Јаневска и мислам дека ги кажав сите. Да, Огнен Здравковски. И така, значи екипа која што ветува одлична забава, така што ќе пееме заедно, дојдете да се забавуваме едноставно. Зујца, како испадна изборот за песната која што вие ја отпеавте? Дали можеби сама си ја избравте? Колку време ве се подготвувавте за да излезе на вистина така мокино како што излезе во изведбата која што имавме можност да ја слушнеме од вас? Благодарам за комплиментот. Јас искрено да бидам планирав една друга песна. Да ја препеам, ја пееше своевремено Петранка Костадинова. Меѓутоа, на предлог на Николче Мицевски и екипата од Скендеровски продукција, тие ја предложија Земјо Мила и ама веднаш реков, леле супер, ова е своевидна химна. И така мокно звучи, така е направена да звучи како една химна плюс онаа која што си ја имаме веќе. Така што им благодарам и на Николче и на Скендеровски кои што ми ја посочија Земјо Мила. Благодарам и на господинот Јане Коџебашија кој го праша дали ќе ни ја отстапи да ја преснимиме песната. Тој кажал дека е тоа веќе песна која што е на македонскиот народ, која што веќе
да кажам, обнародена. И така ќе биде и понатака и во оваа прилика му се заблагодарувам и јас од своје име. Нас избрала, колку жртви ти за слобода си дала. Колку страдања на рамена си избрала, колку жртви ти за слобода си дала. Знае свот од вече, знае си од свет. Што представува за вас себе целиот овој проект и овие концертни каравани кои што ги правите низ Македонија и овој цел проект насловен Македонија во срце да носиме? Па во овие тешки времиња кои што сите ние македонците ги поминуваме, ова е она кое што ние како музичари, како уметници можеме да му го подариме на народот, она кое што е на некој начин еден лек. Оти знаеме дека песната е и лекот и лелекот. Така издржал македонскиот народ со векови, така и ќе издржи. И со песна ќе оди напред, да го задржи она кое што е неговото битие, фолклорот е нашето битие и нашата лична карта, нашиот идентитет, кој што мораме да го сочуваме. Имате ли можност досега да ги евоцирате сите емоции и спомени кои што беа од изминатите 5 концерти? Секако морам да кажам дека оваа екипа покрај тоа што нуди добра дружба со публиката и одлична интеракција на тие концерти, заедно со публиката се пее, се игра, се споделуваат емоции, меѓутоа се споделуваат и емоции и убава забава и после концертите. Значи имаме едни одлични дружби на кои што морам да кажам им се радуваме однапред. Така што како што е дружбата со публиката, така е дружбата и бекстејџот и после афтер парти. Ви посакувам и ве уште еден успешен концерт вечерва и со нетрпение ве очекуваме на големиот концерт на 11 октомври во Скопје. Така е, повелете и вечерва во Тетово, нека повелат и на 8 Кавадарчани, се дружиме таму и нормално сите кои што можат нека дојдат на 11 октомври овде на градскиот площад во Скопје. Ви благодарам. Така ќе ве поканиме уште еднаш сите вие кои што имате можност вечерва да бидете дел од големиот концертен караван Македонија во срцете носиме. Местото е градскиот площад во Тетово, а почетокот е во 20 часот. Ветуваат многу голема забава, така што уживајте сите вие кои што ќе бидете дел од концертот вечерва во Тетово. Колку биваш мила,